Добре дојдовте во Smart Health. Денес со мене е магистар по фармација Маја Скепаровска-Крстевска од Doppelherz и денес со неја ќе ги дискутираме темите кои што ни се интересни за овие топли летни денови, каде што имаме сите потреба од суплементација, како најдобро да се покриеме за овие денови, за да имаме квалитетен живот и да имаме паметно здравје. Маја, добре дојде повторно во Smart Health. Здраво, Росана, ти благодарам на оваа покана. Јас сум Маја Скепаровска-Крстевска, магистар по фармација и овој пат ќе зборуваме за како може на самите пациенти да им се помогне за летниот период да го поминат подобро и едноставно со суплементација и со други некои насоки што се од фармацевска гледна точка, пациентите да го поминат летниот период полесно. Интересно е што во лето луѓето очекуваат да се чувствуваат најдобро. И во лето сите мислат дека проблемите се помали бидејќи имаме сонце, имаме топли денови, имаме поголема раздвиженост, поголема физичка активност, но напротив баш ние во аптека се случуваме со пациенти кои што имаат проблем со замор, имаат проблем со подуеност, имаат проблем со електролитен дисбаланс, проблеми со варење, поспаност и слично. Маја, многу луѓе чекаат да се, ние забележуваме дека многу луѓе чекаат да се појави некаков проблем па после да дојдат во аптека. Обично вие имате сите решение за сите нивни проблеми. Топлината знае да направи проблеми со цревата, знае да направи проблеми со чувството на замор, со чувството на енергија, падот на енергија исто тука ни се поклопува некако. Кои симптоми генерално покажуваат, вака да ги заокружиме, дека имаме проблем со електролити, имаме проблем со дигестивниот тракт и како вие ги решавате тие проблеми на пациентите? Со самото менување на времето, значи со самото покачување на температурата надвор и со самото движење на пациентите, телото троши прво повеќе енергија. Самиот притисок на пациентите варира, може да паѓа, може да се покачува и самото тело губи соли. И би било добро тогаш да внесуваме електролити. Значи, нашите електролити имаат комплексен состав. Нивниот состав е натриум, хлорид, натриум, холин, глукоза и Б витамини B2 и B12, пантотеска киселина. Значи, внесуваме една комплетна комбинација од системската линија на Doppelherz, каде што имаме 24 часовно покривање на сите витамини и соли што се изгубиле со текот на самото потење, пошто пациентите се движат, они не стоат во место, идат на работа, функционираат дома, идат на пат, тоа летниот период ние поише за патување, тука ги вклучуваме најмногу патувањата што се одмор надвор од државата и секогаш би било добро при рака да си имаш електролити, заради тоа што тоа е плюс речарж, дополнување на самата батерија на човечкото тело. Значи, летото не е само вода, туку и електролити заедно со водата. Хидратацијата генерално не се однесува само на тоа да се внесуваат доволно течности, туку да се внесуваат течности збогатени со електролити. Точно. Во превод. Да. Што всушност губиме кога се потиме и тоа да го објасниме? Па најмногу губиме соли, натриум, калиум, калциум и затоа треба да се надополнат во текот на еден ден. Значи, самите електролити се користат, се раствара една кесичка, се раствара во вода, во една чаша 250 мл вода и се пие голка по голка ако пациентот има некој проблем, има диареја, има некој стомачен вирус, затоа што знаеме дека налето секогаш не се стомачните вируси по-чести за разлика од зимскиот период каде што имаме таму пат на имунитет. И може да се вклучи исто така и пробиотик заедно со електролитите. Може да се испие и наеднаш, ако пациентот осеќа дека нема сила, во текот на денот и паднат притисок, е многу брзо рехидрира електролитите, рехидрираат, затоа што е голема и глукоза има многу во нив и многу големо количество плюс на соли и плюс дополнителни минерали кои што брзо ќе го рехидрираат самото тело за некои 20 минути. Што се случува со оние кои што не смеат да внесуваат глукоза во таква форма, односно во директна форма која што директно ќе го има висок гликемиски индекс и ќе го покачи шеќерот во крвта? Значи, кај диабетичари, тие што се пациенти што земаат таблети за диабет, таму не може да се дава затоа што содржи многу висока доза на гликоза. И ќе го направи скок на гликозата во крвта и заради тоа не може да го пијат тие пациенти што примаат терапија за шеќер. Што се однесува до пациентиве кои што се на хронична терапија за притисок?
таму немаме никаков проблем. Значи може да се пие слободно. Значи сите пациенти освен тие што пијат лекови за шеќер, може да го користат генерално, значи може да се користи за дечиње, има многу убав вкус на портокал. Значи пациентите прво кога ќе дојдат во аптека прашуваат дали е гадно, мислам тоа го знаем од само искуство. Исто и лекарите кога идеме кај ни прашуваат дали е гаден вкусот, така да ако има толку минерали и витамини, вкусот е точно така замаскиран добро, што не е воопшто гадно за пиење, значи нема да има никаков проблем. Значи пациенти кои што имаат, односно чувствуваат замор, мускулна болка, она мозочна магла која што постојано ја дискутираме како еден од оние симптоми кои што се заради електролитниот дисбаланс, тахикардија исто да спомнеме дека и кај низок притисок или дехидратација, тахикардијата ни е многу често застапена, па ја мешаме со некои други можни патологии. Генерално од електролитниот дисбаланс многу лесно можеме да ја препознаеме тахикардијата, грчеви во мускули. Да, може и тоа имаме во летниот така, период. Летниот период е и специфичен по тие грчеви кои што се појавуваат. Може да се сугерира електролити да си се конзумираат сега претпоставам во текот на денот. Немате други препораки? Нема, значи може кога сака пациентот, кога е удобно на пациентот, тогаш да си пие без никаков проблем. Дали сме повеќе во текот на денот, дали има некои ограничувања? Да, може до 2, ама затоа што и самата доза е висока, препорачуваме 1 до 2 максимум. Освен она за секојдневна употреба при дехидратација од топлото, од потење и останато, електролитите ги препорачавме и кај патување. Значи кај патувачки лица кои што постојано се во движење, менување на клима и останато, кај стомачните вируси ги спомнавме исто така. Кај стомачните вируси ни одат во комбинација со пробиотици. Вие и за тоа си имате решение за тој проблем. Лактоброд е малку понов производ на нашиот пазар. Значи има 2 вида на лактобацилуси и 3 вида на бифидобактерии во него. Има 4 милиарди пробиотици генерално, кој што е доста голема бројка на пробиотик. Делува на цревната микрофлора, фактички го враќа pH вредноста во нормала, нели, кај тие кога збориме више за вирусни инфекции што се стомачни и затоа е добро да се понесе на пат. Сега исто добро, пошто нели реално имаме дискомфорт кога патуваме на далечни дестинации, авиони менуваме нели или со кола ако патуваме поише 4-5 сати, значи може да се користи лактобродот пред да тргне пациентот на пат да се испие една капсула на саба или на гладно, за да ги спречи тие такви нели дискомфорт ситуации при патување, затоа што знаеме менуваме клима, менуваме храна и сето тоа најмногу влијае на дигестивниот тракт. Да, генерално летото е стрес период за дигестивниот систем и освен што се нарушува електролитниот дисбаланс, имаме нарушување и на цревната микрофлора. Тоа баш се забележува кај патувањата кога имаме промена на храна, промена на вода, промена на клима. Освен патувањата и проблемите со црева кои што се јавуваат при патување, летниот период исто ни е и по бактериски инфекции специфичен. Исто таму во контекст на антибиотска терапија знаеме да препорачаме пробиотик. Еве да кажеме конкретно за лактопро на Допелхир што се работи, баш имате специфични нели соеви кои што ги поседа лактобацилуси и бифидобактериум. Точно така. Што е она што може пациентите и гледачите што се генерално да го земат во пред, бидејќи стварно сме преплавени со пробиотици на нашиот фармацевски пазар. Што е она што е конкретно специфично за лактопро, тие bacterial strains, како и да ги наречам, или соеви на бактериите, кои што може да помогнат во овие, да кажам, и летни диареи предизвикани од вируси и диареи кои што се индуцирани од антибиотска терапија. Сега вака имаме во милиарди пробиотици Lactobacillus aedophilus, Lactobacillus plantarum и Lactobacillus rhamnosus. Значи тоа се лактобацилусите. И имаме бифидобактерии 0,9 милиарди,
кој што е доста исто висока доза. Плюс имаме Б витамини, значи плюс имаме смирувачко дејство од страна на Б витамините и затоа е комбинацијата уникатна на сите 5 заедно, не идат еден по еден, туку сите се заедно ставени во една капсула, за да може да се делува и на имунитетот на цревата и на ПК на цревата, затоа што знаеме дека нашите црева се нашиот втори имунитет, нели? И регуларно се е втори имунитет. Да, тоа беше третата тема која што сакав да ја дискутирам, затоа што обично се поврзуваме со диареи, се поврзуваме со антибиотици, се поврзуваме со вирози или со гасови, со дискомфорт во гастроинтестинален систем, а никогаш не го дискутираме имунитетот од аспект на цревата. Значи, имунитетот кој што потекнува од цревата ни е многу значаен и многу често кога го занемаруваме, веќе доаѓа до израз после некое време кога што се развиваат дополнителни инфекции. Во денешно време живееме ние вака некако малце многу брз живот и реално ако имунитетот во цревата не ни функционира нормално, затоа што тој ни е нели прва борбена линија, ние преку устата внесуваме храна и тука се случуваат најголемите ресорбции без разлика дали е за витамини и минерали од храна или е за витамини и минерали од нели суплементација. И плюс за разлика од пред 10-15 години, значи самиот квалитет на храната е многу поразличен отколку нели сега и самите хранливи материи во храната не се ресорбираат толку многу како што било нели пред 15-20 години. Ние сме сведоци дека храната беше многу поквалитетна тогаш и сега и на светско ниво многу повеќе се внесуваат суплементи за да може тој квалитет на храната за да се нели да се направи некој баланс за ние како луѓе, како човечки битија кои што имаме доста така брз живот, нели да може тоа да има некој баланс меѓу храната и плюс витамините. Доволно да не се застапени сите витамини во човечкото тело за да може да функционираме. Точно, и пробиотиците ни се уствари оние кои што ни се носители на тој имунитет и на таа добра општа состојба, затоа што пак ја кажам, се што потекнува од цревата ни се рефлектира на целиот организам. Апсолутно. Се рефлектира и на кожата. Имаме многу акнеични кожи кои што се индуцирани од дисбаланс во цревата. Така е. Имаме и хормонални дисбаланси, имаме се што е поврзано со цревата. Колку почиста храна и црева, толку почисто лице и кожа. Во аптека често гледаме луѓе кои што велат немам енергија цело лето. Тоа е така затоа што пациентите не се само дехидрирани, туку имаат електролитен дисбаланс и нарушена цревна дигестија. Обично кога имаме нарушени електролити, односно електролитен баланс, знаеме да вклучиме формулации на база на електролити, како што се електролитите на Допелхерц, али имаме ситуации кога имаме нарушено дигестивно здравје, тогаш знаеме да вклучиме и формулации од пробиотски тип, како што се лактопропробиотиците на Допелхерц. Така е, лактопробиотикот и електролитите на Допелхерц природно влегуваат во употребата за паметно здравје за пациентите. Интересно е тоа што во лето многу жени очекуваат уринарните инфекции да ги заобиколат. И обично уринарните инфекции ги очекуваме во зимниот период, но се почеста е појавата и треба да бидеме свесни дека се почеста би била појавата на уринарни инфекции во текот на летниот период заради топлото време, намалениот внес на течности на вода, поодмори кога се оди мокри костими за капење подолго време, промена на клима, движење повеќе, поголема физичка активност, задршка поголема на урина, обично ни се случува многу често кога идеме подмори, нели ајде можеме да чекаме, можеме да почекаме и слично. Првите уринарни симптоми кои што се појавуваат кај инфекции поврзани со уринарниот тракт ни се на некоја нелагодност, блага пецкање, чешење, чувство дека мочниот мејур е недоволно испразнет, некоја тапа, болка во пределот на малата карлица. Значи тука имаме веќе некој момент кој што не алармира дека нешто се случува во нашето тело, конкретно кога збориме нели за уринарните инфекции. Во лето се почести заради дехидратација, потење, задржување, нели она претходно што го кажав на урина и слично. Чувството дека треба нешто да се преземе, почнува од оној момент кога веќе симптомите ескалираат, односно почнуваат да се влошуваат, каде што веќе имаме ситуации кога
имаме и крв во урина, односно хематурија кај нас познато, каде што имаме јаки болки, каде што има неможност за мокрење. Што е паметно да се направи при овие првите симптоми, затоа што знам дека вие во Doppelherz имате многу уникатна формулација за уринарни инфекции. Што е она што е паметно при првите симптоми, бидејќи веќе ако се стигна до оние поинтензивни симптоми, тогаш препораката е секако да се посети лекар. Во летниот период и природно и така имаме кај женската популација нели поише развивање на уринарни инфекции, затоа што пациентките поише патуваат, нерегуларностите сме на пат. И второто што го кажа, влегување во базени, користење на вода и поише влажни костуми на самите пациентки. Doppelherz има еден многу уникатен препарат, брусница со семки од тиква, витамин С и селен. Имаме 800 мг брусница, која што природно делува како антибактериски ефект, има и антисептички ефект. И семките од тиква природно делуваат на тоа чувство за итност, нели, кога пациентите викаат имам чувство, морам да одам нели сега во тоалет во моментов, самите семки од тиква го олабуваат тоа чувство и кај машката и кај женската популација. Исто нели кај мажите имаме тоа ноќно мокрење заради самата простата и имаме поддршка тука, семките од тиква го намалуваат тоа чувство на итност и затоа брусницата се користи особено во летниот период, може да се користи по 2, некој месец дена до месец и пол, па потоа да се продолжи по едно. Без разлика дали се користи антибиотик или не, значи слободно може да вклучиме како природна поддршка, дури и пред да идеме на одмор, да се испиеме 1 до 2 кутии за нели да се направи самата пациентка да се заштити од развивање на уринарна инфекција. Значи користење на суплементи, зголемен внес на течности, на вода, да нема задржување на урината, значи почесто мокрење да се вклучи. Ние тука од аптекарски аспект вклучуваме и употреба на деманоза, затоа што и деманозата исто многу добро ни делува на обложување на заштита на мочниот мејор. На тој начин спречуваме и повеќе бактерии да се прикачат за самиот ендотел на мочниот мејор. Пробиотици од типот на лактобацилуси, како што ги има во Lactopro на Doppelherz вашите, исто ни помагаат, ни ја подобруваат и микрофлората на тоа ниво. Ако има печење, ако има температура, ако има неможност за мокрење, некоја обструкција, или ако имаме нели крв во урина, како што претходно споменав, тогаш веќе итно ги упатуваме на лекар. Маја, интересно е тоа што во летниот период стресот што го предизвикува топлото време и сончевите денови не се рефлектира само врз дигестивното и врз уринарното здравје, туку имаме се повеќе влијание и врз кардиоваскуларниот систем. Туку имаме многу случаи кога доаѓаат пациенти со тахикарди, со отоци, кои што се незанемарливи периодов, многу често пад на притисок. Имаме исто така замор, имаме вазодилатација. Генерално вазодилатацијата ја констатираме штом ќе ни се каже дека има пад на притисок и слично. Знаеме дека потикнува од ширење на крвните садови што се случува во текот на летото. Отоците кои што се случуваат исто така се резултат на ширењето на крвните садови, иако генерално пациентите наши мислат дека зголемени отоци, односно појава на отоци е заради зголемен внес на течности, па они автоматски прекинуваат со внес на течности, односно ги намалуваат течностите и на тој начин повторно имаме поголема задршка на течности, повторно имаме појава на отоци, имаме нормално пореметен електролитен дисбаланс, така да се ни е тука некаде поврзано од преескона што го дискутираме со внесот на електролити. Еве сега на кардиоваскуларен систем повторно се враќаме на тој момент. Од вашиот асортиман за кардиоваскуларно здравје, бидејќи вие имате доста производи, коензим Q10, како еден од производите кои што јас преферирам да го препорачам кај, да кажеме, пациенти кои што се 45 плюс и кои што постојано се жалат на замор, а летниот период па се многу физички активни, и кои што имаат, да кажам, недоволен потенцијал на енергија за функционирање во текот на денот, каде што имаме пациенти, нели, лица кои што мора да бидат спремни, мора да бидат активни во текот на денот, да функционираат со когнитивни функции се,
Коензим Q10 ми е како еден од препаратите кои што можам безбедно да го препорачам и да не се грижам дали на пациентот ќе му одговара или нема да му одговара, односно ќе има контраиндикации или ќе има несакани ефекти. Коензим Q10 генерално не сега да не го разглабаме многу како е, што е, се работи за една компонента која што е малтене енергетски двигател во организмот и е прекурсор за да се добијат енергетски соединенија во самиот организам, значи тоа ни е гориво на нашиот организам. Интересно е тоа што коензим Q10 многу е високо застапен во срцевиот мускул. Така блиску кажано до пациентите. Е липосолубилен, значи се раствара во маслена фаза, што го прави многу специфичен, како што се К, Д, витамините К, А, Д и Е, обично К, Д ги кажуваме. На 35 години веќе концентрацијата на Q10 во организмот природно опаѓа и затоа имаме статистика која што некоја има сработено. Срцето е она кое што всушност ни е најважно, бидејќи тоа е она што работи 24/7 без престан и има најголема потреба од енергија. И затоа обично го селектираме Q10 кога треба малку да дадеме сапорт на срцевиот мускул и на срцевата работа. Вие освен или што го имате коензим Q10 како препарат, го имате во добра комбинација со останати суплементи, односно со останати активни компоненти. И како го комбинирате, обично какви ви се препораките вака помеѓу колеги во аптеките и со докторите, какви ви се препораките Q10? Дали може да го препорачаме со нешто друго, или она што го дискутиравме, или одиме само со Q10 и тоа е тоа? Q10 на Doppelherz е една уникатна комбинација меѓу Q10 Б витамини, Е, С и цинк, и точно дека се дава за кај пациенти што имаат проблеми со кардиолошки заболувања. Значи може да се препорача кај пациенти што имаат стендови, кај пациенти што имаат тоа како се вика тахикардија, може исто да се даде. Значи пациенти кои што имаат општо генерално кардиоваскуларен проблем, точно како што кажа, срцето е нашиот најголем двигател и Q10 еликсир на младоста, така викаат германците. И тоа е точно затоа што ако пиеш Q10 изнеди самиот срцев мускул е потхранет, реално твоето срце функционира нормално. Исто се препорачува од докторски аспект и наш фармацевски аспект кај пациенти што пијат статини, затоа што самите статини ги оштетуваат крвните садови. А тука ние го зголемуваме еластичноста на крвните садови со користење на коензим Q10 во суплементарна форма, еднаш дневно. Во денешно време имаме многу пациенти кои што се на статини и би било паметно да и тие самите знаат дека имаат потреба од нешто дополнително со цел да ги минимизираат несаканите ефекти на статините. Да, апсолутно. Тоа тие пациенти што се цело време на статини што пијат, значи такви лекови, треба цело време да се пијат Q10 за самата крутост на крвните садови да не бидат толку крути, затоа што тие се лекови кои што се користат цел живот кога ќе почнат да се пијат, не се лекови кои што генерално престануваат со користење. Со што можеме да го комбинираме исто така преска го издискутиравме, мислам го начнав и тој момент, обично Q10 може со омега-3 да го искомбинираме, затоа што и омегата делува противоспалително, исто делува и на крвните садови за самата еластичност да се зголеми. Исто омегата ни делува кај што имаме покачени ензими на црниот дроб, уствари пациенти со статини и затоа пијат и лекови. Кај што ензимите на црниот дроб се покачени, може да го искомбинираме и со омега-3 од Doppelherz. Да, обично омегата за време на летниот период често практикувам да ја препорачувам и во претходните подкасти го дискутиравме тој момент баш поради тој противоспалителен ефект што го има, а кој што е предизвикан од страна на сонцето на UV зрачењето и врз кожата и врз кардиоваскуларниот систем или во случајов кај хроничниве болести, али и генерално акутниве ситуации во текот на топлото време. Дехидратацијата исто така знае да направи проблем во липидниот филм на самата кожа, оксидативниот стрес кој што се случува под дејство на сончевите зраци. Омега-3 е составено од ЕПА и ДХА кои што цело време ги дискутираме и тие нивниот сооднос ни е важен. Важно ни е да внесуваме од 500 до 1000 милиграми на вкупниот збир на ЕПА и ДХА во милиграми, а не само
500 до 1000 милиграми на рибино масло, што е многу добар маркетиншки трик, обично кај препарати кои што се со понизок квалитета, нели нормално достапни ни се, ги имаме кај нас. Омега 3 на Допелхерц баш го има тој оној да кажам оптимален однос на ЕПА и ДХ и генерално препараките би дошле од 1 до 2. До 2 деневно. Да, во текот на денот. Апсолутно. Значи има 1000 милиграми рибино масло, тоа што го спомна претходно, од различни морски риби. Значи многу е битен составот на рибиното масло, точно од кај тој доаѓа. Нели ние викаме секогаш нели треба тоа рибино масло да биде квалитетно за да може ЕПА и ДХ да се растворат во него, за да може да побрзо да се раствори во самиот организам. И затоа омега на Допелхерц е 1000 милиграми од морски риби има рибино масло, плюс има ДХ и ЕПА, плюс има витамин Е за поголема ресорбција. Да, тоа е добро затоа што имаме ситуации кај зголемена изложеност од сонце каде што имаме зацрвенување на кожата, појава на црвенило на лице, појава на црвенило на целото тело, каде што омегата дополнително помага како противоспалителен препарат да ја смири кожата, да ја смири состојбата на кожата. Кога имаме влошување на розацеа во текот на летото, исто така ни се случува и тој момент кај пациенти кои што имаат веќе постоечка розацеа во текот на летото, им се интензивира црвенилото. Омегата исто така и тука поготово формулација која што има Е витамин во неа дополнително поволно влијае врз кожата, ја смирува, ја стабилизира. Иритации кои што се јавуваат од страна на топлото време, од потење, места на телото кои што се тријат, кај пообезни личности исто така се случуваат, да кажеме ете така, почести појави на иритации на кожата, од море, сувост на кожата од солта, исто така предизвикува иритација на кожата и тука омегата исто ни се вклучува, али овој момент со кардиоваскуларниот систем во текот на летото каде што дефинитивно имаме дрмање на целиот кардиоваскуларен систем, омегата ни е еден од златните стандарди како што е коензим Q10 претходно што го дискутиравме. Кога сме кај воспалителните процеси, не можеме да не ја спомнам и куркумата. Обично кај ниските степени на воспалителни процеси, каде што имаме проблем со зглобови, односно воспалителни процеси на зглобовите, каде што имаме седентарен лајфстайл, нели лица кои што повеќе, да кажам, функционираат од седачка положба, каде што немаат многу физичка активност, немаат движење, каде што имаме и генерално некој дискомфорт или при патување некакви проблеми кои што се јавуваат со зглобови, со подвижност и слично. Обично тука куркумата ми доаѓа природно како препорака. Вие на Допелхерц имате еден интересен препарат кој што јас многу добро сум запознаена со него и го работам. Нешто подетално да ни кажеш за куркумата што вие ни ја нудите? Да, куркумата на Допелхерц има 750 мг куркума, има пиперин и витамин Д во неа. Значи се користи, може да се користи како општ воспалителен процес, нели тоа што ти го практикуваш во аптека, а многу често се користи кај пациенти кои што имаат болки во колена и зглобови и стојат нели на нозе се цело време или исто седат цело време, нели таква им е работата. Регуларно пациентите мораат цело време да се во седечка состојба. Значи куркумата, пиперинот, самото дејство на куркумата го забрзува и го прави уште побрзо и уште поголемо. Се препорачува да се пие од 3 до 6 месеци, ама ако пациентот има болки константно, значи или има воспалителен процес во организмот, може да се користи и подолго време без никаков проблем. Јас имам само едно прашање, чисто од практичен аспект, оние кои што ми поставувале прашања во пациенти во аптека. Дали употребата на куркумата во прехранбени производи, односно како чај или во склоп на некои чорби и слично, дали го има истиот ефект како и куркумата која што е вака стандардизирана во форма на таблета, која што си има одредени дози точно дефинирани и на активни компоненти и на самата сировина? Апсолутно дека не, куркумата пошто се користи нели како зачин во храната и оваа куркума што е стандардизирана има многу голема разлика. Тука самата куркума е многу поконцентрирана. Има точно ниво каде делува и како делува. А зачинот што се користи во храната, тоа е чисто само за вкус да се даде нели на храната. Точно е дека имаме ние од куркума и други производи, само што дозата на таа куркума и оваа куркума е тотално скроз различна и затоа е ставена во ваков уникатен
производ за да може да делува побрзо и самата доза е многу повисока за разлика од тие куркуми што се користат за прехранбени производи. Да, тоа е важно да го потенцираме затоа што навистина имаме доста прашања во аптека каде што треба да го појасниме тој момент, ама не јас земам веќе куркума во исхраната. Не, ние мораме тоа да го потенцираме дека не значи дека ако се користи куркума во исхраната дека се задоволуваат потребите, особено ако некој навистина има потреба од нешто дополнување. Обично, вака генерално кога се работи за препораки, имам некои концепти кои што ги користам кај пациенти. Да кажем, например, пациенти кои што не се 45+, кои што се со активен лајфстайл, коензим Q10 со омега како комбинација, кај што имаме лица кои што се со седентарен лајфстайл, каде што очекуваме и воспалителните процеси да бидат на малку повисоко ниво заради тој недостаток на физичка активност. Обично комбинација на куркума со омега, лица кои што се со намален енергетски потенцијал, кои што се почесто жалат на замори, тука можеме коензим Q10, обично препорачам чист коензим Q10 без останати додатоци, можеби евентуално магнезиум цитрат, електролити може да се препорачат кај нив, или ги поддржиме во текот на функционирањето за да имаат квалитетен стил на живот. Летото ни е период кога ние треба најдобро да се чувствуваме. Тогаш телото работи под многу голем стрес, бидејќи се соочуваме со високи температури, со дехидратација, дигестивен дискомфорт, преска што го дискутиравме, проблеми во кардиоваскуларниот системи, генерално кардиоваскуларното здравје, симптоматологија кои што ни го нарушуваат квалитетот на животот. И најдобро што можеме да направиме е да побараме помош од аспект на суплементација, бидејќи преку храната ретко внесуваме онолку колку што ни е доволно за да имаме еден добар и квалитетен начин на живот. Smart Health како проект не кажува и не укажува на тоа само да се користат суплементи, туку да се направи вистинскиот избор на суплементи во однос на потребите на самиот организам. Не се фокусираме на употребата само на што повеќе, да дадеме што повеќе, и во текот на работењето не да се препорача што повеќе, туку да кажеме да ги погодиме оние вистински комбинации за да го подобриме и квалитетот на животот и едноставно паметно да делуваме врз здравјето на пациентите околу нас. Маја, ти благодарам за присуството, ти благодарам за желбата да учествуваш повтор пат во нашиве, да кажеме, мали паметни совети за добро здравје. И ти благодарам исто така што си тука да ни ги пренесеш и тајните на Doppelherz Македонија, за да може да стигнат до што повеќе лица, до што повеќе пациенти кои што имаат потреба од нешто што навистина е во ред и навистина е квалитетно, ама на некој начин да кажам, можеби и не слушнале до сега, можеби и слушнале, ама може треба да ги потсетиме. Добро да се споделат информации со пациентите, секако да бидат насочени и да го точно да знаат да го направат правилниот избор кога се работи за суплементација. Ти благодарам и тебе уште еднаш на поканата, многу ме беше убаво во твојот подкаст. Ние продолжуваме да го демистифицираме светот на фармацијата, Smart Health, затоа што ние сме многу повеќе од само лек.